Двочасовно уживање и смеење приреди актерката Наташа Петровска, која пред тетовската публика во саботата ја изведе монодрамата Иконија, пардон, мадмазелика. Иконија во својата исповест раскажа за случките и животот поврзани со старо Тетово во 70-80-тите години, но и нови моменти од денешниот модерен живот. Каков беше тој? Ка бомбона. Ама и ја му се бендис. Каже, ај у соба, тој разбрав кој е сабата него, а ја чидем тамо, па често ќе чисти. Па ќе чистим, па ќе преспием некој. Шо? Па соба му била пола тоа, јас сум го чистела. Да, ќе му го смотрам, ќе посветуваше пажња. Па ќе ме носи по вечере, ќе плаќа. Мене ми е гајле, јади, туја трај. Првично прифатив не очекујќи дека стварно не е едноставна работа и дека има многу работа. 2,5 месеца, скоро 3 ја работевме со текстот и со читање и сценски наступи. Издржав некако, не е едноставно, ама е многу убав аплаузот на крај. Кога ќе го добиеш од публиката, знаеш дека стварно е завршена една убава работа. Па мислим дека нема човек што е седнат у публика што нема некој проблем. Не само што не е у публика, општо нема више луѓе што нема проблеми во животов и толку многу им треба некој барем малку на некој начин да успее да ги насмее и да им даде волја за да може да продолжат животот понатаму. Среќна сум за тоа што кога ја видов публикава колку се смее, толку уште поголема желба ми се створи за да можем брилјантно да ја изглумим. Режисерот Игор Бачовски истакна дека долгиот аплауз на крајот од представата кажува дека екипата направила одлична работа. Искрено идем, ова прв пат ми се дешава да имам трема да не сум на сцена, дека сум позади сцена и сега како заврши представава некој камен ми падна од мене. Прво сум пресреќен за прекрасната тетовска публика која 10 минути аплаудираше на представата. Тоа се кажува дека навистина овие 2 месеци што ја работевме представата вроди со плод. Многу сум среќен. Нате беше брилјантна и стварно друго нема што да кажам. На споредба велите по 30 години повторно се одигра на сцена. Да. Како беше тогаш, како е сега? Па ако приметите, текстот беше доста изменет од оној што беше оригиналниот од 92 година. Многу нови приказни, многу модерни приказни. Многу подолго траеше. Ја и на пресконференцијата кажав дека ќе биде ова не монодрама, туку представа и навистина представа. Испадна бидејќи траеше скоро 2 часа представата. Додека првата верзија на Иконија траеше дека 40-45 минути, колку што е и време трајање на монодрама. Така да мислим дека нема многу простор за да се споредат тие две представи и таа беше изворедна во тоа време и освои толку награди и ова е брилјантна, така да јас сум пресреќен што го оживевме повторно овој текст и повторно на сцената у Тетово. Монодрамата Иконија, пардон, мадмазелика е напишана од тетовскиот писател Јован Дамјановски во 1990 година. Прв пат била изведена во 1992 година од Гордана Георгијадис.